Многу слаб е интересот на земјоделците од Кочанско за поднесување барања за добивање субвенции. Рокот веќе започна, но просториите на подрачната единица на Министерството за земјоделство се полупразни, иако заинтересираните можат без гужва да ја завршат комплетната процедура. Иако временските услови во изминатите денови не овозможуваат да се работи во поле, земјоделските производители не ја користат можноста брзо и ефикасно да ја поднесат потребната документација. Поради тоа, од подрачната единица упатија апел да не се чека последниот рок, затоа што пролонгирање на термините ке немало. Веќе навлегуваме во така наречено крајни рокови за пријавување на основното барање кај од страна на земјоделците, па затоа и овој момент го користам да ги повикам, односно апелирам да пристапат кон нашите, односно простори, кон нашите оператори кои што ги очекуваат во секој момент да си го остварат своето право за субвенционирање, бидејќи крајниот рок е сосема близу, тоа е 30 мај, и оваа година од највисоките структури ни се најави дека ваквите, пролонгирање на рокови нема да бидат како што беа од минатите години. Минов вели дека одзивот на земјоделците досега е многу мал, односно не се пријавиле ни 5% од очекуваниот број апликанти. Загрижувачки е веќе, многу мала е бројката сега, некаде околу 100, многу малку, од земјоделците веќе си го оствариле, односно своето право на аплицирање, а бројката е драстично поголема, односно се работи за од 3200-300 па до 3500, од 3500 апликанти очекуваме, што е една голема бројка, а периодот е многу мал. Во моментот просечно дневно се пријавуваат по 10 земјоделци, иако службите на подрачната единица на Министерството за земјоделство можат да обработат и до 120 барања. Ова значи дека ако се чека на последните 2 седмици од мај, ќе се создадат големи турканици пред просториите на подрачната единица и за да ја завршат процедурата на апликантите ќе им биде потребно да чекаат и по неколку денови.